civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Благодарам на поканата да присуствам на оваа трибина. И овде денеш морам да кажам дека сум во двојно својство. Едното е тоа што господин Дерала го најави, дека јас сум дел од тој голем пакет на жртви на поранешниот режим и во својство на представник на Комитетот за заштита на правата, како почесен председател, асоциација на невладини организации кои ги изразуваат маките и интересите на жртвите на поранешниот режим. Кога доаѓав тука, морам да признам дека ми беше тешко да дојдам. Тешко затоа што секое присеќавање, макар што секој ден го тоа доживувам низ контактите со фамилиите на жртвите на поранешниот режим, ви накренуваат едни мачни сеќавања на еден период кој навистина ќе остави многу лузни во нашите сеќавања, во нашата историја. Долго време, со години и после тој период, размислував што е тоа што го овозможи тоа зло да добие такви димензии во Македонија. Секако дека првата асоциација на сите жртви се судиите и обвинителите кои ги воделе процесите. И морам да кажам дека со право се огорчени на нивниот однос во овие процеси, бидејќи за разлика од тогаш сега гледате како се однесуваат кон истите тие кои ги произведоа сите политички монтирани процеси за најтешки кривични дела обвиненија, се шетат слободно, се угледни бизнисмени, барем така се представуваат во јавноста, влакно не им фали ден денеска, нити совеста ги гриже што направија во изминатите 11 приближно години колку беа на власт. И јас во мојот вовет сакам да кажам дека покрај ваквите трибини, емисии на кои учествуваме скоро редовно, ние представниците од работството на комитетот, ние снимивме една документарна серија со 11 епизоди, чии сценарист е Маја Стефановиќ, се сеќавате, лидерот на професорскиот пленум. И јас, како човек кој 90% од луѓето кои се снимани таму и нивните фамилии ги познавам лично, или ги запознав лично, не можев една епизода да ја догледам до крај. То се такви потресни сведоштва да просто не може да поверувате дека во 21. век на Балканот се случувале такви работи. Например, еден од случаите ќе го спомнам од детонатор. Познат ви е тој со неговата криминална активност, сега што е избеган за мноштво кривични дела, телохранителот на Мијалков, за да го измонтираат тој случај, како лажен сведок, тој исти бегалец сега го користеше Мијалков во сите постапки, како лажен сведок, и меѓу другите таму има една личност осудена на доживотен затвор и веќе 9-та година лежи во затвор. И нема начин како да им се помогне и на него и на фамилијата, затоа што, ќе се навратиме покасно, нашето уставно стројство, нашето законодавство е изворот, колку што е последица на владењето на одредени политички елити, сега е извор на мноштво системски злодела. Не паметам во историјата на Македонија некој за убиство, нити е ранет, нити е повреден тој човек, телохранителот на Мијалков, а еве го човекот 9 години лежи во затвор. И не може фамилијата да дојде до можност да му се овозможи фер судење. Ово го кажувам сега како вовет и вакви случаи можам да ви раскажувам стотици, иако во групирањето ние што ги правевме како попознати случаи не се толку, но жртвите се со илјадници, али како групи има многу. Сакам да се обидам да одговорам на прашањето
Што е тоа што предизвика такво масовно лудило во тој период и да тоа лудило непречено трае, да завладе еден молк во општеството, дури многу луѓе за кои сум сметал дека се интелектуалци, аплаудираа на тоа лудило. Станавме безчувствителни на злоделата кои се случува и пред нас и околу нас. Сметам дека сега е период на предизборија и избори, може би не е упатно да го говорам ова, меѓутоа, ние од 90-та година, кога почнавме процесот на осамостојувањето од поранешна Југославија, барем таа генерација на која јас припаѓав, длабоко верувавме дека како самостојна Македонија, ако не нешто кој знае колку подобро, дека ќе направиме едно пристојно место за живење, една малечка држава која може многу лесно да се организира и да чекори напред како сите други останати. Во најцрните соништа тогаш не верував дека ќе дојде Македонија на, да наречам, на ово дередже, да сега расправаме за теми кои се од 19-тиот век. А во исто време говориме дека сакаме да одиме во НАТО и во Европската Унија. Клучниот проблем е во политичките елити и скриената држава која ја представуваат. Наместо да градиме модерна европска демократија, ние чекор по чекор во изминативе години градевме скриена држава паралелно со јавната држава. И нас ни е неопходно да се што поскоро демонтира скриената држава. Таа овозможува да луѓето кои се на власт и во судството и во обвинителството исто така, да не одговараат за било какви постапки кои ги прават. Таква комоција е изразена пред се во уставниот амандман 27 од 2005 година, каде што вика дека судија или обвинител не може да одговара за одлуките кои ги донесува. Значи, ние неодговорноста, неконтролираната власт издигнавме како врховен принцип во нашето живење, како уставна темелна вредност со тоа. Автоматски рушиќи ги сите други темелни вредности на уставното устројство, како што е еднаквоста на луѓето пред уставот и законите. Тоа возможи таква комоција да целокупниот систем на судска самоуправа се покажа, кој е етаблиран уште со уставот од 1991 година, се покажа како пропаднат концепт и што поскоро тој треба да се напушти. Ваков концепт на положба на судството нема никаде во Европа, иако многумина теоретичари ќе се повикуваат на европски искуства. Зошто? Затоа што овозможува на политичките елити, која и да е на власт, не е битно, не говорам се за партии, да си етаблира своји обвинители, своји суди. Гледате и при донесувањето на законот обвинителство се наметна и прашањето да се обвинител бира субадинтер. Каде го тоа пишува, која европска земја го има и како е возможно обвинителот кој представува државата, значи јавниот интерес на сите нас, да некоја политичка елита субадинтер би го бира јавниот обвинител кој мора тоа да им биде послушен на нивните наредби. Тоа ни се случи буквално во времето на Груевски да доживееме едно крешчендо на лудилото, јас го нарекувам владење на понављачи или освета на понављачите, веќе им знаете какви биографии имаше таа фамилија, која прво ја киднапираше партијата ВМРО, па потоа ја киднапираше и државата. Ја направи заробена држава во функција на криминалот. Џабе ние говориме за реформи, нормативни измени во законодавството, ви тврдам дека тие се невозможни се додека не го отвориме уставот. А уставот кога се отвара во Македонија секој пат се асоцира на етнички теми, што мислам дека веќе треба да ставиме точка на тие прашања, бидејќи мислам дека се изрегулирани до некаде барем. Треба да се отворат темите затоа што дај Боже што поскоро добиеме препорака почеток за преговори, сакале или не ќере, Европа ќе ни го наметне тоа
владењето на правото е невозможно во Македонија без да го отворите уставниот концепт. Сега може би ви прозвучи теоретски, но цело време се обидував да издешам една диагонала зошто ни се случуваат вакви работи во Македонија и зошто никој не одговара за тоа што го направил. Како е возможно, по кој закон е досудена ова казна до животен затвор, например? По кој закон за кривична постапка е возможно да луѓе по 1000, 200, 1300 денови лежат во притвор, некои повеќе? Сега гледате дека никој не може повеќе од 2 месеци не одлежал. Ретки се случаите што како сега што се води во рекет. А станува збор за луѓе кои имат еден десетици истраги и обвиненија позади. Значи, докажани повторници, каде што е задолжителен притворот. Станува збор за истите суди, истите обвинители, колку гледате дека горе-долу, 90 и нешто на 100, истите суди кои ги донесува одлуки, сега се унапредуваат. Па се прашувате, ако едно општество нема чувство за правда, бидејќи правото е инструмент на правдата, не е правото над правдата. И така брзо ги забораваме сите дела што ги направиле и жртвите кои ги произвеле, тогаш ние не можам да видам дека имаме некаква иднина. Нас не ни бегаат младите и напредни кадри од Македонија, не е само заради работата, што немат работа, не е затоа што мали се примањата и така, првенствено е пораката што се испраќа од скриената држава во Македонија, дека ако не сте партиски војник, вие немате иднина во Македонија. Ако не припаѓате на политичките елити, вашата правна имотна сигурност не ви е гарантирана. Може све да ви се случи, како што овие случаи ги гледате, а да завршите не само во затвор, него со изгубени имоти. Во фокусот на вниманието во изминатиот период беа пред се жртвите на кривичните постапки. Помалце во јавноста се гледаат, а се 10 пати повеќе жртвите во граѓанските постапки. Колку луѓе ги изгубија фирмите. Буквално им беа одземени од фамилијата на Груевски и Мјелков. Со уцени, со закани, со притварања. Колку луѓе изгубија акции, колку комбинатите кои ги приватизира, особено Пелагонија. Сето тоа судот им го верификуваше на овие криминалци. Дека да, грабежот бил законит. Кој нормален човек ќе сака да остане во вакво несигурно место за живење? Од тука, прашањето на овие жртви не е прашањето само на Рамковска, моје или на Пиперковски, е прашање за сите вас и за идните генерации кои сакаат да живеат овде. Што поскоро го ставиме на врвен педестал владењето на правото и прашањето на одговорноста. Се сеќавате убаво на шарената револуција. Главната парола беше нема правда, нема мир. Таа покрена толкава енергија, вклучи толку многу луѓе кои не припаѓаат на политичките партии, некои и припаѓаат и тоа е небитно. Зошто? Затоа што чувството за правда не е прашање на свеста, развојот на свеста или општествената свест, него е то составен дел на човековото битие. Секој од нас препознава неправда. И ако немаме тоа чувство, и ако немаме механизми да ја гарантираме правдата, тогаш све друго е измама. Што ќе се каже дека се прави реформа. Зошто? Може би некој од вас се прашал, а што значи зборот правда? Правдата по сите јазици има едно значение – правеш, одбележување, казнување на тие кои ги прекршиле законите и етичките норми. Овие кои масовно произведоа жртви, се уште не гледам дека некој одговарал за таквите постапки. И тоа е приоритет за мене. Поголем приоритет од било кој друг приоритет. Воедно, сатисфакцијата, општествената рехабилитација на жртвите и нивните семејства, кои на жалост еден дел и починаа во изминат период во одот по правдата, имаме потресни сведоштва за бројни растурени семејства,
за малолетни деца останати без екзистенција. А општеството и државата во целина е слепа и глува за судбините на тие луѓе, а знаат сите, ја говориме со години, дека се жртви на криминалното владење на режимот на Груевски и неговата фамилија. Нас ни е свеедно дали е Груевски избеган во Будимпешта или е тука. Ние би сакале да е тука и да му се суди. И јас со задоволство би присуствувал на тоа судење, да му поставам неколку прашања како јавност. Неќум се премногу да отидеме во системските теоретски теми, сакам да се вратам, бидејќи тука се и представници на одредени категории, на целни групи на жртви. Сакам да одбележам како режимот ги бираше овие жртви. Имаме бројни сведоштва, како работна група од владата, каде што ја, представник на комитетот, учествував во работата, при увидот во МВР, што забележав? Една општа карактеристика за сите. Се почнувало и завршувало во кабинетот на Мијалков и Груевски. Не е битно што Јанкуловска била министер, таа била безгласна буква. Една убака. Јас потекнам од таква средина и многу добро знам кои се нивните надлежности. Целосно била ставена надвор од законот. Не е само масовното кршење на правата на луѓето со незаконитото следење на комуникациите. Тоа е само еден сегмент. Во сите овие постапки учествува убака. Од прилика имаме заверени изјави на нотар, белешки, се одвивало сценариото на следниот начин. Пред секои избори, а тоа е периодот после 2011 особено карактеристично, тојаш е пикот на тие акции, започнува состанокот во кабинетот на Груевски, а после тоа одат во кабинетот на Мијалков, државниот обвинител во најдолг период Марко Зврлевски и паджанакот на Мијалков Јован. Му реферираат кого све уапсиле во изминатата недела. И добиват инструкции што да им пренесат на судиите, колкави притвори и казни да добијат. Па потоа им дава задачи. Имаме сведоштва од началници таму што присуствувале. Вика, за колку денови можете него да го притворите? Вика, не знаеме зошто. Ке ви кажат началниците зошто. И за какво дело можете да му дадете колкава казна? Вика, најмалце 5 да му дадете. Вика, обвинителот 8 ќе му дадеме. Јас кога ги читав и слушав тие сведоштва, ми изгледаше неверојатно. Меѓутоа, кога ги погледнавме сите овие случаи, сите луѓе до ден имат лежено притвор, како што е одлучено во кабинетот на Груевски и Мијалков. Сите пресуди се донесени како што забележале Јово и Марко Зврлевски во кабинетот на Мијалков. И сите пресуди од основен до врховен суд се завршени буквално така како што е наредено. Па имаме ли ние судство? Имаме ли ние обвинителство? Не ни треба теоретски расправи за ово. Правдата е одговорност за злоделата. Ако судија не одговара за кршење на прописите, ја не знам за што друго треба да одговара он, осем да отиде на пазар да украде патлиџани или кебапи. Тоа е пораката од овие. Потоа, како ги бирале жртвите? Додеше и сами си признават. Мијалков во писмото до Мицкоски каже, ја пред секој избори организирав масовни апсења да го дигам рейтингот на ВМРО. Јавно си признава, пошто толку му сече на него. Целни групи биле во зависност од проценката што представува за нив опасност во даден период. Например, на почеток многу им пречеше телевизија А1. И тоа беше удар жесток, го гледавме сите на камери и поинаку. Фамилијата ни многу подобро знае колку бил жесток тој удар. И одредени други новинари. Зошто? Затоа што првиот чекор е на такви тирани, тој е тиранин, е да го замолкните јавноста и да упатите порака кон другите медиуми кои покасно може и да ги потплатувате со пари за реклами и така натаму.
дека ако не бидете со нас, гледате како заврши Рамковски. Сите ќе завршите така. Па потоа следеа акциите, ако се сеќавате, ги заборавивме малце, јустиција, судиите. 25 судии во ист момент. Со порака дека кој нема да се зачлени и во тој период секој ден судија што е избран или унапреден има пристапница во ВМРО ДПМН. Подпишана пристапница и изјава за лојалност дека ќе му бидат лојални на Мјалков. Не на Груевски, на Мјалков. Пашка мениците за пратениците. Можете да замислите до каде отишло тоа и што се прифатиле тие луѓе да видат. Понатаму ќе оценеа дека ние имаме проблем со јавната администрација. Покрај измените да им се овозможат услови побрзо да се пензионират, како што беше во МВР чистката, мораше да се одберат луѓе кои нешто значат во државната администрација, меѓу кои сум и јас, како бидејќи најмногу ги критикував за законот за лустрација, кој ден денеска сметам дека е голем пропуст зошто не е донесен законот за поништување на таа лустрација. И од многу други причини. И други луѓе беа жртви од тоа. Понатаму, докторската фила им беше, или медицината во целина, им беше голем проблем, бидејќи малце има приврзеници во таа фила, бидејќи докторите по природа се такви како што сите ги знаеме. Па една масовна чистка, мислам дека 25 одеднаш. Врвни специјалисти и професори кои го крепеа нашето здравство. Сите беа прогонувани, кои во притвор, кои не во притвор, али со казна, вакви и однакви, и беа очистени од таму. Тоа беше невиден удар на нашето здравство. На судиите и обвинителите се јавате на ликвидација. Тоа беше порака до сите обвинители и судии дека ако не слушате, сите ќе завршите во притвор. Тие што не послушаа, навистина завршија во притвор. И ден денеска предметот им го застареа, нити можат да побарат штета, нити можат да побарат остварување на други права во смисла се вратат на работа. Тие судии зошто ги разрешил судскиот совет? Ги разрешил со аргумент дека се води кривична постапка. А се водеше тој случај за убиството во Ореше, ово морам да го спомнам поединачно, е многу карактеристичен, каде што има наркозависник за ситни пари, прифаќа да биде лажен сведок, што покасно во ќе си каже дека сум лажен сведок со изјава заверена на нотар, предадена на судијата. Дека и не сакам да бидам заштитен сведок, али ќе сведочам лажно. Заради тоа што некој го оддал идентитетот, а он не го оддал затоа што човекот јавно настапи, јас го познавам лично, беше и ке мене да бара чаре, вика што да правам, јас не сум сведок. Да, ама 5 години судиите одлежаа затвор заради тоа. И сега предметот им го застарија и си доживеа втора казна. Во тој случај беше и новинарот Кежаровски, ако се сеќавате, затоа што објавил идентитета, тој човекот се шеташе по Скопје, бараше пари, наркозависник. И во сите предмети имате заштитени сведоци кои воопшто не можеле да бидат сведоци. Се лажни. Во случајот на метастаза, докторите, имате лажни сведоци. Во ликвидација, во сите. Сите се лажни. Сите суди и обвинители знаат дека се лажни, бидејќи они ги подготвувале што да лажат. Тамо не е само УБК. И никој не носи последици за тоа. Дури гледам дел од тие судии кои незаконитите мерки ги подпишувале, ненадлежни, знаеле дека кога доаѓа од УБК, надлежен е Врховниот суд, а не основниот. Тие што се појават како реформатори, гласни, многу се гласни, унапредени се во својата функција. И се прашувам, каде одиме ние? Има ли некаде цел каде одиме ние или да преживееме од ден за ден во борбата за власт? Затоа ние полагавме големи надежи како комитет дека може да се исправат овие неправди и понудивме, учествувавме во работата на Советот за реформи на Прибе, кој се распадна, ако се сеќавате, многу брзо, на ово прашање. Понудивме закон за помилување,
кој на некој начин покрај простувањето како држава, после секоја промена на власт, секаде се случува, во себе содржаше и блага корекција на неправдата, да можат луѓето кои актуелно беа во затвори, со скратување процентуално на казната, да можат да се излезат, да си ги видат фамилиите. Вториот закон, кој е најважниот закон и за кој ќе бараме многу гласно, и секој на власт ќе биде изложена на наша критика ако не го прифати тоа, дека е неискрена. Тоа е законот за преиспитување на факти и докази користени во судските постапки, кривични, граѓански, управни. Зошто? Заради тоа што со овој закон воопшто не се навлегува во судската власт, во надлежностите и самостојноста. Него се преиспитуваат фингираните докази создавани во МВР, финансиска полиција и другите органи на пријавување кои ја почнувале постапката и незаконитото следење на комуникациите, користењето на полициски провокатори, лажни заштитени сведоци и така натаму. Тој закон ќе возможеше да ги виде и јавноста, не само во постапките, кои се тие луѓе кои го креирале тоа зло и кои се тие обвинители кои покренувале обвиненија и кои се тие судии кои го знаеле дека е тоа така. Донесувале такви тешки одлуки, дури во бомбите ќе слушате како одреден судија му се јавува на Мијалков, веројатно сте слушнале, таа беше јавно објавена бомба, го прашува за случајот шпион, дека завршни зборови се вика, да ти ги прочитам казните и позади се слуша дека е тоа кафеана некоја, музика, джагор и му ги чита кои казни планира да им даде на луѓето, беа многу, 20 и нешто, фатинали во завршна фаза беа 18. И му ги чита, Мијалков од другата страна му одговара, а овој каде ти е? Го нема, стави го и него, колку нему? 8 години. И така добие, човекот не беше. Ово ви илустрирам, просто е несфатливо за човековиот ум дека тоа така се случувало. Но овие жртви што го доживеа тоа, ви верувам кој ќе биде филмот, јас самиот не можев една епизода да одгледам, кои трауми семејствата ги доживува пред се со грубото постапување при нивното приведување, секаде со специјални единици. Има деца кои здравјето го имат изгубено, зборам за психичкото здравје, да му стојат со чизмата на врат на малолетно дете 2,5 часа, додека траел претресот. И нормално дека детето се поремете. И никој не носи одговорност за таквите груби постапувања. Да не должам многу, травматични се веравате, мене ми е многу тешко, бидејќи долг период разговараме со жртвите, со нивните фамилии, иако самите сме дел од тоа, многу е мачно да се присеќавате и по некој пат си ја потикнуваме и амнезијата сите ние, за да можат да преживеат овие луѓе, бидејќи не се живее постојано по траума, а во исто време не чувствувате солидарност во државата, во општеството, барем малце да се направи исчекор. Од тука бев многу разочаран кога се распадна тој совет токму на овој закон. Дел од представниците, неќем да именувам, од бирократијата се противеа со лажен изговор дека Брисел не давал, а тие во Брисел го представува како закон за преиспитување на судски одлуки, што е апсолутно неточно. И на крај крајва Брисел сигурно не рекол не, него така изговорот беше, интелектуалците, експертите кои учествуваа се откажаа од натамошното учество во тој совет, токму ради овој закон и законот за поништување на законот за лустрација. Тој закон првиот за помилување помина, тој е фактички законот на Павле Трајанов како пратеник 2015 што го поднесе, а ВМРО не го прифате за помилување. Истиот закон помина 2017. Овие два закона не влегоа во приоритетните, а беа ставени и после распадот на Советот ние се обидовме со една постоечка правна рамка низ увид во работењето на МВР да видиме, да ги најдеме можностите како да им се даде шанса на луѓето да дојдат до можност за фер судење. Такви шанси постојат, иако се ригидни, но нема волја да се направи заради чувството на солидарност, бидејќи ништо не е променето нити во МВР, нити во обвинителство, нити во судство.
постои длабока солидарност, без разлика на која провиденција припаѓаат. Секој негде учествувал во некоја ваква работа, па се штитат, не можете да повторите постапка, не можете да остварите други можности по вонредни правни лекови, затоа што постои неверојатна солидарност. Ако еден е загрозен, сите што се чувствуваат загрозени таму. Но не постојат механизми, како што се има во сите држави во Европа, особено американското искуство е многу поучно за нас. Например, постојањето на Државната истражна комисија, која и по 30 години може да ви отвори повторно случај за вакви злодела. Кај нас тоа не постои. Ако сте една жртва, стално сте жртва. Безнадежно е просто да ги лажеме луѓето дека утре, задутре ќе дојдете до правда. Правдата е казнување за злоделата, никој од нив не е казнат, се надеваме дека тоа никој пат нема да се повтори во Македонија. Но за да не се повтори, ние мора навистина да бидеме искрени и да се зафатиме со длабоки уставни реформи, реформи на законодавството, кои ќе оневозможат владењето на скриена држава, како што беше во тој период, криминализирана до дно. Познати криминалци да ви бидат критериум. Да одлучуваат за све, за иднината на државата, за судбините на овие луѓе. И со тоа да јас, како човек, не можам да се помирам, бидејќи целиот свој животен век, односно професионален век го поминав во институциите, не паметам ни приближно вакви ситуации и во поранешна Југославија и на почетоците од осамостојувањето, да сега дека ќе дојдеме да разговараме за вакви травматични теми. Јас да не должам многу, сакав само ова порака да ја упатам, дека последната резолуција што ја поднесовме до собранието, тоа беше последниот наш обид, во кој бараме да се осудат сите злосторства и сите чинители во тој период од 91 до денес, не само за владењето на Груевски, и во која исто бараме да се изградат системски, уставни, законски механизми кои нема да дозволат можност да имаме апсолутна власт, па било која и да е, дали е извршна, дали е представничко законодавна, дали е судско обвинителство, затоа што власт без контрола, како што сега го имаме концептот на судска самоуправа, нормално дека станува апсолутна власт, власт без одговорност. Ако тоа не го направиме, ние и понатаму ќе си имаме продукција на жртви, понатаму нема да има одговорност за злоделата кои се случуваат, али ние, ако некој им заборавил, овие луѓе никој пат нема да им го заборават на Груевски, на тоа злосторничко здружение, Мјалков, злоделата кои ги направија кон жртвите, барем овие што ги знаеме. Верувам дека и другите нема да им го заборават тоа. Благодарам за сега па. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.